Здраво на сите, дечки. Ние се знаеме од претходното снимање, така? Да! Седиме пак на нашето старо место, убаво ни е тука? Да! Се разбира, најубаво се уживаме, е така. Денеска ние ќе учиме за една многу важна тема и ќе пробаме да објасниме темата социјално вклучување. Дали може би знаете што е тоа? Ајде. Социјално вклучување е, например, деца кои изгледаат различно и ние треба да ги вклучиме во игрите и работите ние што правиме. Супер, одлично. Вклучување мозокот. Вклучување на мозокот. Одлично. Вие давате супер одговори, многу ми се допадна, многу беа интересни. Но за да знаеме малку поубаво што значи тоа и зашто станува збор, ќе повикаме нашата другарка Климентина од организацијата Public да ни објасни малку подетално. Може? Да. Здраво. Браво. Ја ќе си седнам со децата. Ја како што ви ги слушам одговорите, гледам дека вие баш и знаете што е социјално вклучување. Агнес ни кажа што? За децата што се различни во ликот и ние треба да ги вклучиме во игрите ние што ги правиме. Јас имам една другарка во школа што има Даунов синдром. И како ја прифаќате вие таа другарка? Се дружите со неа? Да. Што правите заедно со таа другарка? Па, например, си играме со неите, ја и тоа. Таа ви е другарка. Да. Кажете ми, дали можеме да си ги избереме родителите? А дали можеме да избереме со каква боја на очи ќе се родиме или со каква боја на коса? И ова, како што кажавме, не подсетува повторно дека сите сме различни. Некои дечиња се раѓаат во некој посиромашно семејство, некои се раѓаат во побогати семејства, некои се раѓаат, како што кажавме, со некакви недостатоци, физички или ментални. Некои деца немаат можност да одат во училиште заради тоа што нивните родители немаат доволно пари за да го овозможат тоа школување. Ама еве овдека слушнавме една многу убава приказна дека има другарче со Даунов синдром кој што одлично се вклопило во средината. Зошто? Заради тоа што останатите другарчиња го прифатиле тоа детенце. И тоа е одличен пример за тоа што е социјална инклузија. Што се случува со тоа детето што не е вклучено во игрите кога бил мал? Што се случува кога ќе порасне? И кога ќе порасне, тоа дете, односно сега возрасен човек, останува некаде на страна. Значи, пак не се вклучени. И тоа лице, понатака, има проблем да најде работа. Или кога ќе ја најде работата, не може да ја задржи таа работа. Заради тоа што се бори со некакви стравови, се плаши дека средината не го прифаќа зашто го гледа како различен. Не е сигурен, да. И заради тоа, организацијата во која што работам, Public, направи една програма која што се вика програма за едукација на социјални ментори и тие социјални ментори им помагаат на овие возрастни лица да најдат работа и да се задржат на работното место. Денес имаме уште едно изненадување за вас. Ви донесовме социјален ментор кој што работи директно со овие луѓе и ќе ви каже на кој начин ова учителка, нели така рековме дека менторот на некој начин е учител, го води лицето, на кој начин го поддржува ранливото лице за да си го задржи работното место. Здраво, Магда. Здраво, Тина. Фала што ме представи пред овие дечиња. Сега прво сакам да ве прашам, пошто ве гледам дека од преска кажувате интересни работи. Некој беше добар по природни науки. Јас. Да, некој беше добар по математика. Некој беше добар по читање. Добро ти, Марта? Во тенис. Дали некој ти покажа во тенис како се игра тенис? Да, татко. Татко ти.
Значи, сакам да ви кажам низ ова нешто, дека и вие имате некои ментори, само може би не знаете дека така се викаат. Тоа може да биде вашата учителка, учител, татко, мајка, тетка, баба. Сите оние што ве учат на добри работи. Јас сум ментор, ама социјален ментор. Тоа е нешто како да ги тие деца кои не добиле на време шанса да ги научат на некои вакви работи, јас ги учам малку подоцна, ама за некои други работи. Сега ќе играме една игра. Дали сите сакате да учествувате во неа? Сите ќе пробаат, сакате да доаѓате еден по еден. Јас сакам прво да дојде Калин. Дали може Калин? Ајде, дојди се, јас ќе ти кажам како. Сакам да пробаш да ги скршиш кога се вака сите заедно. Држи ги вака. Дали можеш? Добро, дај ми ги сега ќе пробаме нешто друго. Кој е следен? Ајде, Марта, пробај да ги скршиш стопчињата. Добро, Марта. Сега кој е наред? Не успеа. Сега ова ќе го одврсеме, ќе ги ослободиме вака гранчињата и да видиме кога се едно по едно, видите прво дека се сите различни. Така, сите се различни, не личат едно на друго, имаме бело, имаме црно, имаме криво, имаме право. Ајде да видиме сега, секој нека одбере по едно гранче и нека проба да го скрши. Ајде од седење ќе ви ги дадам. Еве повели Калин, еве за сите. Повели. Повели, дали кога е едно само можете да го скршите? Браво! Значи можете да го скршите. Сите добро знае, чекај ја да видам. Да. Сакам некој да ми каже дали кога беа сите заедно гранчињата беа тешки да се скршат. Да. А дали ви беше многу малку сила потребно да го скршите, тоа едно кога ви го дадов, веднаш, еве вака. Така? Ете, тоа е ова денеска што го учивме. Кога сме сите заедно вака споени, многу тешко некој може да не скрши. А кога сме сами, исклучени и кога сме надвор од таа заедница во која треба да припаѓаме, многу полесно некој може да не скрши. Еве вака. И затоа ние работиме со овие лица да останат да се приклучат вака заедно во гранките, за да не може никој да ги скрши. За да останат така споени вака во системот каде што припаѓаат. Ете, тоа е денешната научена лекција. Благодарам. И јас ви благодарам на вас. Значи, дечки, ние слушнавме сега што значи социјално вклучување, така? И учевме за тоа денес. Дали разбравме нешто? Да, научивме нешто? Сигурно? Ако ве прашам, ќе знаете? Па, ајде ќе ја прашам. Што значи социјално вклучување? Брзо. Агнес. Социјално вклучување е кога децата имаат проблем и другите деца што ги гледаат не сакаат да се дружат со нив и тие децата се отфрлени. И социјално вклучување всушност кога ќе ги вклучиме, така? Сите што се поразлични од нас, така? И ќе се дружиме сите заедно. Па така сакам јас на вас да ви кажам дека ние сме сите тука многу различни, но сепак многу се дружиме и сме најдобри другари, така? Да. Па така ќе останеме најдобри другари до следната емисија и ќе ви кажам сега чао!